Почитувани гледачи, почитувани слушатели, добре дојдовте во 16-та епизода на Спортка со Стефана Слободен печат. Во ова 16-то издание ќе разговараме за џиу-џицото, а со мене во студиото се селекторот на џиу-џицу репрезентацијата на Македонија Александар Ацевски и европската шампионка во џиу-џицу Катерина Ацевска. Добре дојдовте. Добро најдовме, фала на поканата. Како сте? Добри? Добре, да, одлично. Во овие 15 епизоди колку што ги имаме зад нас, разговаравме за многу различни спортови. Дојде и времето за џиу-џицото, за спорт кој што не е многу познат кај македонската јавност, но е доста успешен. Така? Па јас мислам дека добар замот зима веќе 15 години федерација. Збориме за национална федерација сега, ние сме рамо до рамо со сите останати национални спортски федерации. Што сме признаени од Министерство за спорт, се е полесно. Не е ова нешто ние што сме го измислили или нешто што се мачиме, него баш. Александар, ајде за самите почетоци на џиу-џицото доближини во тој спорт до нашите слушатели. Па до 2010 година практично во Македонија немаше џиу-џица федерација. Како спорт се провлекува наназад многу години од причина што се тренирало во специјални сили, армија, полиција и така натака, меѓутоа ништо не било тоа официјално. Сега во 2009 година јас го започнав проектов наречен џиу-џица преку Словенија, преку некои мои тренери познанства што ги имав таму. Претходно сум работел многу години самоодбрана, значи од малтене од дете работам самоодбрана и почувствував, ајде така да кажам, да бидам по-слободен, да кажам, почувствував потреба за нешто по-големо, по-конкретно, по-значајно, да не биде тоа да застане само на самоодбрана, него малку да се прошири и на спорт. И во 2010 година успеваме џиу-џицата не само да ја донесеме во Македонија, не само да отвориме клубови во Македонија, не само да направиме тренерски кадар во Македонија, туку и да ја, како што кажавме пред малку, да ја направиме џиу-џицата национален спорт, што ми е особено драго, затоа што сме дејност спорт, значи не сме сега нешто кај што децата би се запишале или спортистите би се бореле по турнири, а да немаат никаков бенефит од тоа. Посебно ми е тоа драго, а во последниве година дена онака баш сериозен замав е земен со џиу-џицата во секој поглед. Зборам за тренери, зборам за суди, зборам за добра репрезентација, зборам за добри турнири, зборам за посета на европски и светски првенства. Баш онака. Александар, кога со сите нишани. Првиот контакт со џиу-џицата? Па ви кажав, вака сега самоодбраната, без џиу-џица не е самоодбрана. Значи, вие на улица не можете да најдете решение за некој напад, некое влечење, некоја провокација, доколку не знаете џиу-џица. Се разбира, секој боречки спорт и вештина се за самоодбрана, колку и тоа да е ставено во спортски оквир, сепак најпрвенствено секоја боречка вештина и спорт се за лична самоодбрана. Потоа тоа се малку се става во една рамка спортска, за да може, се разбира, тој одреден спорт, односно боречки спорт, да излезе на меѓународна сцена, односно да можете вие Македонија да представувате во меѓународни рамки. Така и џиу-џицата. Значи, јас сум работел самоодбрана откако знам за себе, косата ми побеле од самоодбрана, меѓутоа, како џиу-џица, како вештина и како спорт, можам да кажам дека сум основоположник, можам да кажам јас лично сум ја донел во Македонија и можам да кажам дека сме успеале да ја направиме џиу-џицата национален спорт. Една многу убава и успешна приказна. Ката имаш низа успеси? После ќе си ги кажеш самата, ја не можев ни да ги запамтам. Ајде твојата приказна, зашто џиу-џицу? Пред снимањето разговаравме и ми кажа дека тренираш и други спортови. Зашто баш се фокусираше најпрви на џиу-џицото? Најмногу си се фокусирала на тој спорт. Прво ќе кажам дека приказната почна многу интересно. Тоа е 1 април. Што ќе се маскирам? Како дете ќе се маскирам ајде, борец.
дај ми кимоно, дај ми некоја медала твоја, небитно. Се облеков и стојам вака пред огледало и викам, ова интересно било вака. Ај, ќе почнам, а претходно сум викала, не е тој спорт за мене, не сум ја по тој спорт, јас вака, јас така. Така некако преку 1 април почнав, да речеме. А имаше влијание од твојот татко за Да, он нон-стоп ми збореше, ајде кога ќе дојдеш да почнеш, ајде да пробаме, ајде, јас не сум за тој спорт. Па пријатели ни збореле, зашто не одиш кај татко ти да тренираш, јас не е тој спорт за мене. Точно со овие збори, не е тој спорт за мене. А што си тренирала во тоа време? Знам дека бев многу мала кога почнав карате, со кати Добро, нешто. пак во боричките вештини, Да, имам тренирана одбојка, ама тоа зборам баш кога сум била ептен мала. Така. Со џиу-џицу почнав на ке 11-12 години сигурно. Тој период почнав. Од тогаш не беше џиу-џицу, тој и други спортови почнав. Сум тренирала фудбал и уште тренирам фудбал во Речица. Во џудо репрезентација сум, мада со џудото почнав така. Не баш кога почнав и со џиу-џицуто, малце покасно да речеме, ама и во џудото сум едно 7-8 години сигурно. Така. Александар, каде го спомна џудото, веројатно џудото е најблизок спорт до џиу-џицуто. Дел од џиу-џицуто е џудото. Така. Ние во џиу-џицу борбите, во спортскиот дел, пошто џиу-џицуто се дели на два дела. Едниот дел е самоодбрана, едниот дел е спорт. Значи, кога се работи за самоодбрана, тоа го работат специјални единици ширум светот. Дури во некои држави не може да излезе од тие структури џиу-џицата надвор. До скоро било така. Сега веќе кога е малку по-отворено, по-демократски, џиу-џицата почнува да излегува и во, да речем, вон тие структури. А кога се работи за спортскиот дел, џиу-џицата е организирана во Балканска, Европска и Светска федерација, што е баш многу важно. Да речеме да знае кате, да знаат останатите деца кои ќе отидат на надпревар, за кого настапуваат, каде настапуваат, не се тоа некои турнирчиња, некои приватни игранки, забави, него е организиран систем на надпревари. Сега, во репрезентација, ако успееш да влезеш, понатаму имаш и други бенефити што ги дава Министерството за спорт, нели? Многу важен момент е тоа. Македонија знае да има боречки вештини кои што не се спортови и поради тој момент фактички они не можат да бидат национални спортови, што секако не е причина децата да не ги тренираат тие вештини. Секој си се пронаоѓа себе во некој спорт. Сега ние мораме да си ја кажуваме нашата џиу-џицата како вештина и да објаснуваме за таа, не би навлегувал во други делови. Меѓутоа, џиу-џицата е еден комплексен спорт што бара многу влажување, бара да имаш познавање од карате, бара да имаш познавање од џудо, бара да имаш познавање од борење. Значи сите тие делови мораш да ги споиш за да кога ти искочиш на еден надпревар во џиу-џицу да можеш да постигнеш резултат. Така. Сега, на тие турнири често се пријавуваат само каратисти, да речеме, не може да направи резултат, зашто губи на другите два дела. Или се пријавуваат само џудисти. Да, он ќе доминира во вториот дел од борбата, меѓутоа во првиот и во третиот, така да џиу-џицата... Ајде објасни ни ги правилата на џиу-џицу борбата. Да, борбата значи конкретното спортско правило во џиу-џицата е следното. Значи, борбата започнува во стоечки став. Пластично да објаснам да можат и вашите следачи да дознаат нешто повеќе. Почнува со карате. Контактите се, значи, со контролиран удар. Нема тука, не знам, сега некој ќе слушне џиу-џицу па мисли дека е тоа душмански удирање или не. Значи, тоа се првиот дел е, значи, строго контролирани удари во карате. Значи, не се работи во кафес, него се работи на татами 12 пута 12 борилишта. Џиу-џицу борбата, значи, бара и втор дел. Вториот дел е веќе џудо. Значи, кога ќе дојдат борците во гард, тогаш почнува ударите завршуваат и почнува борбата во џудо.
пластично да објаснам повторно кој кого ќе фрли и така натаму. Кога борците ќе се најдат доле во партера, борбата не завршува со мате, него борбата продолжува доле, се до правење на некоја полуга или до гушење. Едниот борец, ако ја предаде борбата, ако тропне, добива 3 поена, меѓутоа борбата продолжува повторно од горе. Значи не е како во некои други спортови, кога едниот борец ќе тропне, борбата тука завршува, прогласена другиот за победник. Или да речеме во џудо, едниот кој ќе падне на грб, ипон, борбата продолжува. Не. Доброто е тоа што во џиу-џицуто борецот има шанса да се врати. Значи да се врати во игра и се дава шанса fair play. Да, и затоа е интересно, е предизвик, многу правење на стратегии, како борбата да се одвива и во техничкиот дел, и во тактичкиот дел, значи како ти спрема противникот да анализираш он каде е добар, може би бил претходно добар каратист, па влегол во може да бил добар џуди, значи да ги дознаеш сите негови. Мораш да направиш стратегија пред да го пуштиш борецот во борба, да се види со кој борец излегуваш на мегдан. Така да мислам дека се работи за еден интересен спорт, не толку стар во Македонија, 15 години, за разлика од некои спортови што се многу постари од нашите, меѓутоа сигурно сме во 5 топ спорта во Македонија боречки, поради тоа што е стварно атрактивно за тренирање. Загревањата, техниките навистина многу интересни, многу захтевни. Значи децата што тренираат треба се од себе да дадат, не може да помине таму да си неспремен. Не е ова екипен спорт, 10 ти играат и ти ќе влезеш, ќе пој, не може, таму си сам. Нема протекција, ај да пројде, не може. Влегуваш, јадеш ќутек, гледаш колку ти е, кај ти е местото. Тоа е вака многу важно, додека тие што немаат афинитети за и храброст да влезат во борилиште да се борат, си работат делот на самоодбраната. Така. Ќе си научи своја лична самоодбрана, ќе си тренира рекреативно, да, не остварува некое право за стипендија, за финансиски надомести и така натака, меѓутоа за своја лична самоодбрана се надевам дека ќе научи, никогаш нема да му затреба. Дај Боже. Додека тие што се малку по адреналин што им работи, оние што сакаат да се вмешаат во играта за стипендии, оние што сакаат да излезат надвор од Македонија, малку да се борат, да се пробаат со други држави, за нив е малку потешко. Александар ги спомена правилата, секој боречка вештина има своји категории. Да. Кои се категориите во џиу-џицуто? Исто како и другите боречки спортови. Деца, постари пионери, кадети, јуниори, сениори. Значи тоа е строги утврдени правила се тоа од Светска федерација и се разбира килажите. Така, за килажите децата се движат пионерите. Па да речеме минус 56, така. минус 62, минус Минус 69. 69, 73, 77, 85, 94 плюс 94. Тоа се, ајде, да речеме јуниорско, сениорските категории. За децата се почнуваат уште од помали килажи. Сега пак ќе речам во строги рамки се, борецот не треба да се плаши дека кој ќе искочи од таа страна ќе му излезе, не знам, постар, не знам, потежок. Пред секој голем турнир мерење, како у сите спортови, строго утврдени правила, тоа е тоа. Каде се сеќаш ли на твојата прва борба? Многу ќута гледам. Да, тоа памтам дека ми беше во Србија. Ме Значи прва интернационално и тоа. Ме пуштија да се борам, колку да пробам, да почнам некаде, знам дека многу јадев ќутек, изгубив, нормално. Повеќе научив од таа изгубена борба него ли од некоја друга победена. После ми се смеја, ама прва борба мала бев тогаш. Да. Мотив плюс. После колку месеци тренирање? Верувам дека не било после многу или? Па можда и да не беа месеци, можда да беше и година, можда и пола година. Не се сеќавам, сепак беше одамна пред. Како одат подготовките за една борба? Ајде, мене тоа ме интересира. Колку време треба да се подготвиш за една борба? Цел живот треба да се спремаш за да кога ќе дојде. Цела година е припрема, нема. Да. Мораш да се спремаш цело време за кога ќе излезе турнирот, да бидеш спремен. Така.
некако цело време сме некако тренажен процес. Секој ден имаме тренинзи, вежбаме и со помали дечиња, вежбаме и посебно ние репрезентативците, си правиме и наши тренинзи, дали од сабајле, дали навечер. Така, ајде за тренингот. Тренингот е секогаш спаринг или? Не мора да значи. Аха. Не е секојаш спаринг. Кондиционите тренинзи се индивидуални. Потоа ударите со ластик или бугарска вреќа или анатомка или не знам јаже. Так. Тоа се индивидуални тренинг, кондициони повеќе вежби, додека се разбира се најкорисно е спарингот. Так. Најкорисен е спарингот. Што е најважно во џиу-џицуто, техниката, кондицијата или пак нешто друго? Па како што кажав и преска, буквално се е важно. Не можеш ако кикснуваш Нешто се на издвои. да, ако кикснуваш на едно место, противникот тоа го чека како слабост, така да мислам дека пак ќе повторам се, кондиционо мора да си спремен од причина што биде ти технички колку сакаш добро спремен, ако паднеш на кондиција тука е си готов. Може би противникот ќе го чека тој момент да паднеш на кондиција. Ние многу пати тоа сме го чекале. Јас на Кате и на другите борци, која ќе го видам тој момент дека борецот е без кондиција, сосема одма мислам Кога ќе се потпре на колена, Готово се кога више подпира се на гледа колена, дека не може, бара медицински тајм-аут, нема снага, одма менуваме во моментот стратегија, за 2, 3, 5 секунди се менува стратегијата, за да се, мислам дека истите, и од другата страна има борец тренер, значи, веројатно и тие го пратат тоа. Така да мислам дека кондиционо е многу важно да си секогаш во топ форма. Потоа иде техничкиот дел. Како да удриш, како да не промашиш, како да фрлиш, како доле, како да работиш борба партер, кој полуги и многу стратегии. Меѓутоа кондицијскиот дел мислам дека е многу важен. На крајот на криштата ние возиме точак, па после ќе влеземе во сала да работиме џиу-џицу или трчаме. Тој што трча после си оди дома, ние трчаме па влегуваме у сала да тренираме џиу-џицу или не знам, пливаме, па тоа ни е само како вовед за да влеземе после на тренинг за џиу-џицу. Значи Ката, кои тренинзи ти се најомилени, а кои најнеомилени? најнеомилени. Можеш да поделиш? Како да ги поделам сега? Кондицијски тренинг е секогаш најтежок. Тоа е издржливоста, кој колку ќе издржи, треба да Што игаш пак кондиционен тренинг? Па сум паѓала, па ми се темнело, па не сум можела, па сум сакала да се откажам. Секој спортист дошол до некој момент, ќе се откажам, не можам. Ама тогаш у тие моменти треба највише да. Ама сепак мислам дека техника кога се вежба, она баш ми исполнува. Ново, учиш ново, повторуваш, тоа е. Се одвојуваш ли на почетокот од својата, бидејќи сега веќе биliko можеби немаш конкуренција во Македонија, се одвојуваш ли на почетокот од твојата конкуренција? Барем тука кај нас и како било барем на турниреве во околниве земји? Не сум се одвојувала, да речеме, позитивна смисла, сум била така нова, слаба сум била, нормално за секој, почетоците се такви. Сум практикувала некогаш и со постари да пробувам за кога ќе дојдам во таа категорија да бидам навикната више на постари. Сум губела, еден период губев, после више ни постар не ми представуваше проблем, после почнав да победувам и постари. Така да не знам, не сум се одвојувала, да речеме. Бидејќи џиу-џицуто е контактен спорт, верувам има и многу повреди. Од повреди више глава не Боли знам. глава, Да. Прст скршив, после некој нога повредив. Таман ќе влезам у тренажен процес, таман кондиција, таман све. Која е најчеста повреда во џиу-џицуто? Мислам дека најчеста повреда не само во џиу-џицуто и во секој спорт е коленото. Коленото, Фала Богу, до сега колено не сум повредила, ама генерално ако збориме, коленото е многу честа повреда. Да. Зашто тука се случува и пресија на коленото, лигаменти, барем така и во рече во секој спорт. Јас викам некогаш може да подобро да скршам нога, отколку коленото нешто лигаменти да лигаменти, менискус. Коската ќе зарасне, ама коленото после не знам. Александар,
Како што би рекол ти на ова коленото или Ништо, дај Боже, децата нека се живи и здрави. така. Со доста повреди се соочуваме, нема, тоа е дел од нашиот спорт. Така. На едно европско првенство отидавме со скинат мускул, на 10 дена пред европското скинавме мускул, па едва и се бореше, пета испадна. Па 7 дена пред светско првенство на Крит скрши прст. Веќе све беше платено таму, и авион, и хотел, се и пријавена се разбира, тоа месец дена претходно се знае. Отидовме на трибини, го проследивме турнирот. Значи тие се тие се моменти, најтешките моменти. Потешко ми е на трибина кога треба да ги проследам борбите, него да се бори кате. Така да тие се повредите. Во борба се случуваат и други повреди, гушење, полуги, удари во глава. Значи не дај Боже некогаш имало и преломи и такви работи. Нас не ни се случило, меѓутоа тоа е дел од спортот. Така. Кој е контактен спорт, посебно кога влегуваш у гард со некого, па или лошо да те фрли, или доле да... Има разни повреди. Како е организирано надпреварувањето во Македонија? Ајде прво да почнеме од Да. Македонија, па после на светско ниво. Ние, да речеме, 15 години поред организираме еден голем меѓународен турнир, Скопје Опен се вика. Оваа година е на 27 септември во Борис Трајковски. Минатата година беше во општина Илинден, дури лично министерот Борко Ристовски го отвори турнирот, се разбира и финансиски го поддржува тој турнир. И тоа е еден навистина спектакл за џиу-џицуто во Македонија, од причина што доаѓаат околу 300-350 борци и доаѓаат околу 8-9-10 држави. Меѓу кои нели Германија, Турција, Бугарија, Грција, Србија, Словенија, Австрија, значи стварно голем настан. Да, се работи за сите категории од деца до сениори, од кои што децата ги има најмногу, сениорите најмалку, меѓутоа секој боречки спорт е така. Сениорите, како и сега што кажавме, дури да доеш до сениор, 300 повреди ќе те снајдат. Па, се разбира, животот све носи женачки, мажачки. Така. Па, тамам се си се одселил од државата. Па, некои други работи. Значи, тешко е да дојдеш до сениор. Знаеме добро и ние како тренери, и вие како новинари, спортот со што се сочува, посебно боречкиот спорт, каде што се зависи од тебе. Значи, не може тука да ти помогне никој. Кој ќе му помогне на дигачот на тегови? Кој да влезе наместо него да ги дигне тие? Или на тој што трча маратон? Кој да влезе наместо него? Мора он да истрча. Или кој да влезе наместо Кате Уринка? Кој? Мора она да влезе. И сега, ако те влечат многу повреди или други проблеми, ако имаш, готова е со кариерата. Така да се вратам на Скопје Опен. Македонија е учесник и во Јадранската џиу-џица лига. Исто така веќе 10-та година поред. Имаме екипа што тоа се одржува во сениорска конкуренција. За жал ние во првото коло во Словенија ги изгубивме шансите за медала, така да во Скопје нас ни е доделено финалето да се одржи во Борис Трајковски. Меѓутоа Македонија нема да се бори. Значи ние како репрезентација, како клубови ќе се бориме во другите борби. Меѓутоа во Јадранска лига има 4 женски и 4 машки екипи од другите држави, така да сме домаќини на Јадранската, на финалето на Јадранската лига, што е исто така голема чест за нас, го крева рейтингот и имиджот на федерацијата. Ние ќе добиеме поени во Европска федерација, да речеме, како домаќини. Во склоп на Скопје Опене ќе можат и другите деца што не се дел од Јадранската лига да видат што се случува, да видат едни сериозни борби. Така да тоа е еден настан што ние 15 години го организираме и она баш е добро посетено. Домашните првенства, како и во другите боречки спортови, се засниваат на државни првенства, Куп на Македонија и екипно државно. Дали мешано или нормално, тоа е во зависност од периодот кои екипи ги собираме. Така, тоа предпоставаме се одржува за викенд, турнирски. Да, секогаш е за викенд, се наоѓа сала, се изнајмува техника, судиите. Можеме да се пофалиме дека за овие 15 години, фала му на Господ, направивме и добар судиски кадар. Секогаш фали, колку и да имаш, секогаш
сметаме дека може подобро, дека може повеќе, меѓутоа па ние не застануваме тука. Од година во година секогаш наоѓаме решение да пратиме некој нов судија на некој семинар ширум Европа, да стекне искуство. Правилото, некој непишано правило е кој како завршува со својата тренерска кариера слободно може или паралелно да работи тренер и судија, тоа е добар момент. Помошниците тренери се исто така кандидати за судија. Тежок е и тој дел. Значи не е тоа се секој може да биде судија. Да, може да оштетиш некое дете или еве ќе земеш некоја континентална лиценца па ќе бидеш не дај Боже виновен за некоја балканска европска медала. Ајде на светско не може без светска лиценца да се суди. Така да тешко се добиваат тие континентални лиценци. Во овој момент ние немаме. Сега нешто кате како меѓународен, како во државава национален, а судија има право да оди за континентална лиценца, меѓутоа нас кате ни треба како борец се уште. Кате е сега во топ форма, онака баш е во светски рамки позната и мислам дека добро е тоа што во Македонија нема конкуренција, па може да ги суди квалитетно државните првенства, на дечињата баш да бидат сигурни дека ќе им се бидат објаснети правилата и нема да дојде до повреди, додека во меѓународни води се уште ни треба она како борец. И финансиски многу бара сега да праќаш ти судија секој месец негде доди да посетува. Луѓето прво немаат време. Тој не живее од џиу-џитсуто да зима плата, па ти кај ќе го пратиш доди. Он си е професор, не знам, доктор, не знам, адвокат, не знам, приватњак, како е приватњак, па тоа воопшто не го планира од среда да тргне до недава негде доди да учи со судија. Ќе рече луѓе, ја немам време за ова. Ајде пари ти ќе му ги плати федерацијата, ама времето кој ќе му го плати? Кај тренерите е полесно, љубовта не во прашање сака да си тренер, да си држи група, дечиња, да си држи тренинзи. Па тогаш клубот, самиот тренер па изнајдува решение некој од неговите сениори да го предложи за суди. Така, интересна приказна е, се сноѓаме. Бидејќи џиу-џитсу федерацијата е релативно нова, од 2010-та, а како котираме со соседниве земји? Видете, пак ќе кажам, ме радува тоа што ние сме навистина големи ентузијасти, спортски работници до крај, живееме, стануваме, легнуваме со џиу-џитсуто, барем неколкумина што сме онака баш сериозно влезени во овој проект, кој што сега веќе и финансиски можеме да се пофалиме дека можеме не да живееме од џиу-џитсу, меѓутоа сепак да сме порелаксирани за разлика од почетоците каде што сме се докажувале и така натака. Добро котираме во европски рамки. Јас да излегуваме веќе и на светски првенства, еве веќе имаме 2 светски првенства каде што сме учествувале. Во европски рамки добро котираме, нема европско првенство кадетско, јуниорско, сениорско кај што не настапуваме со наши борци. Европски купови исто така и Гран Прија. Исто така, што се навистина од светски ранг турнири само за сениори. Најдобрите сениори од цел свет доаѓаат на Гран При. Грција е, од комшиите зборам, Грција е страшно развиена во џиу-џитсуто. Значи, кој ќе ви кажам страшно, тоа значи дека Атина има 1000 клуба. Значи, страшно. Страшно нешто. На балканско првенство доаѓаат, не знам, 10 автобуса, значи 500 луѓе доаѓаат. Нивни суди 25. Нивни доктори, страшно развиено во џиу-џитсуто. Меѓутоа, ние па имаме контакт со Солун, со овие региони тука што се поблиски до Македонија и соработка, тренинзи, меѓусебни посета едни на други. Некако они влечат повеќе Атина и Крит како едно крило, Солун доле како они ја викаат Северна Грчка како друго крило. Да не навлегувам сега у џиу-џитсуто у политиката на Грција, сакам да кажам дека страшно добро котираат. Бугарите се добри, ама и они се мачат некако, се мачат организационо, помалку клубови, во натре во федерацијата, судиски кадар како ние, тренерски кадар како ние, значи да, посетуваат европски светски првенства балкански,
Тоа е моje мислење се. Така. Може би некој ќе ме демонтира или ќе се сложи, нема врска. Србија веќе има неколку светски шампиони. И то за наша среќа од Алексинац. Па имаме многу добра ситуација да ние таму со Кате одиме, па Кате има прилика да Так, тренира не е далеко. со светскиот шампион, па таму преспиваме, па таму ние без пари и така натака. Другите делови на Србија се добри, меѓутоа немаат нешто клубови она да можат како Грција да се пофават. Косово нема џиу-џица, барем ја немам информација. Албанија нема џиу-џица, барем јас немам информација. Романија во топ 5 држави во Европа. Во топ 5 држави во Европа. Босна гази со страшни чекори напред, таа џиу-џица е број 1 спорт боречки во Босна. Во Република Српска, да бидам попрецизен, во Босна може би има и други појаки боречки спортови, не знам, карате, джудо, не знам, меѓутоа за џиу-џицу Република Српска е број 1 српскиот дел. Хрватска работи само една дисциплина од џиу-џицата, работи не ваза, они работат само борба у партер, таму се неприкосновени, и Словенија нагоре више тие не се ни на Балканот, меѓутоа со самото тоа што се европска држава, па председателот на Европска федерација е во моментов словенец, со втор мандат, он малку влече, имаат неколку светски суди, така малку на повисоко ниво ја работа џиу-џицата, категоризиран спорт, правила, законот за спорт, колективниот договор, полицаеца кој е црн појас, веќе одма инструктор во полиција. Да не ви ги кажувам некои работи, ќе ви се слоши, пошто сме далеку од тоа. Например, јас да отидам на турнир, треба крв да давам, за да ги земам тие 2 дена. Нема да ме пуштат од работа или нема некој разбирање, се дали може би, нели обично сите си го фалат спортот, си го величат, да, го величам и јас. Мислам, не давам капка да падне на спортот и на децата и на тренерите, меѓутоа реалноста е дека пак све е докажување, све е борба. Значи, не сме опуштени, не сме се предале дека окей, сега се е средено, дајте се го мирни води. Секогаш е тоа бурно море, секогаш се тоа бранови кои што ги примаме, ама така сме па и учени, малку сме и фајтери, малку сме и борци, малку и улицата не води на некои правила, така да мислам дека онака баш ни одговара таа средина на борба. Баш како и кога ќе влеземе на татамите, така сме и надвор од татамите. Ќе ни биде чудно ако нешто ни е све средено и тогаш ќе биде сомнителна работата. Иначе се умешавме у тие, да, се умешавме во губањето. Да, ние на пример 2009 јас кога бев прв пат во Словенија, не се навраќам на прашањето, меѓутоа добро е како допуна. Они знаеа дека ние немаме федерација во Македонија. Па викам, ја не знам тоа. Вика, ти не знаеш, ние ти кажуваме. Нема федерација. Па добро, викам. И вика, ти си џиу-џицу тренер, имаш таму екипа, направите, правите, како да правиме сега тоа, нас не беше многу комплицирано. Од каде да, сега ние не сме адвокати или не знам сметководство, па да знае, па ајде од нула, па ајде чекор по чекор, па тоа преку централен регистар, па основање клубови. И така, меѓутоа успеавме, докажавме поради тоа што имаше голема помош од не само од словенците или од другите земји? Од словенците најмногу имав помош. Од словенците имав најмногу помош. Работата е у тоа што ние докажувавме пред нашите државни институции дека е спорт. Така. Затоа што знаете, џиу-џицу нешто. Да. Некој што тренира, што тренираш карате? Да. Како некоја подлога, како некој научен збор, сите како деца. И сега џиу-џицата беше нова, како федерација ја нема, како спорт па уште помалку. Сега ние моравме да поминуваме низ некои, да речам, државни бирократски процедури, бирократски или не бирократски, меѓутоа да докажеме, меѓутоа успеавме благодарение, многу важен е ова дел, на поддршката на Европска и Светска федерација. Вие ако имате кој да покаже и да докаже и да извади документ, се е полезно.
Да. Затоа што да речеме сега министерство, добро, дај документ, немаш да му однесеш документ. Ти кој спорт си ти? Како ти ќе докажеш сега? Па ако не сите да измислиме сега, 3 пати си дошол на тренинг, ајде, дај отвори сега ти федерација, некоја твоја, не знам, измишлјотина. Значи, ова е, пак ќе речам, среќа што сме во рамките на европска и светска. Во Европска федерација не примија веднаш, во светска не примија во 2014, откако они направија некои испитувања, некој надзор, посети, собранија и така натака. Во 2014 бевме примени како рамноправен член во светска и до денес сме тоа. Во Балканска сме од самиот почеток, веќе и учествуваме на сите балкански, европски, светски првенства. Така да во однос на регионот мислам дека горе-доле објаснив. Да. Сега не можеме, се разбира, да се мериме ние со Франција, не можеме да се мериме со Германија и така натака, од причина што па во некои држави джудото и џиу-џицата па се една федерација. Збориме за буџетот, Франција има буџет од 50 милиона евра. Тоа се страшни пари. Тоа се бројки, ќе рече некој, џиу-џица, 50 милиони евра. 50 милиони евра имаат институт со сала, да речеме, колку Борис Трајковски, само нивна. Да. Со нивен хотел, 500 луѓе, интернат. Значи, тоа е страшни проекти. Страшна државна стратегија за џиу-џица. Кој што се запознаа со овие индивидуални боречки спортови, сите западни земји функционираат на тој начин, интернат, тренинг центар, тие се само платени буквално за тоа да тренираат или за ништо друго. И 90% полицајци. Да, поготоа што после ти следува државна работа во тие одбрамбени. Не си оставен на цедилот и да скршиш глава утре веќе ти најде државата место. Така. Они се сигурни од тоа, платите им се големи, обврска, нема некој шеф таму да го малтретира, не бил, значи он работат на негова се знае. Меѓутоа он ќе донесе еден медал од Олимпијада и он ја завршил својата држава. Готово, ја завршила својата кариера. Ја моето го направив, медала донесов. Поздрав, можам таму да си бидам тренер. Јас држам тренинзи во Истанбул, да речем, имам таму некој клуб, не е битно. Па еден Истанбул каде е отиден у боречки вештини. Какви сали така? Нема проблем. Се мачиш да купиш душеци, се мачиш да купиш кимона. Сега пак ти речам последнава година. Да, добре, меѓу сакам да кажам. Таму тренерот ми кажува, викам, 1 милион евра има карате федерација. Буџет. 1 милион евра. Теквондо, вика, авион има нивен, на Кемал Ататурк, аеродромот имаат нивен авион. Каков автобус па се расипал ката? Да. Како да ги нивен авион, посада све, кајде теквондо репрезентација на Турција со нивен авион. Значи тоа е за нас секоја федерација стан. Турчинот вика, па чекај, вие немате стан? Како бе стан, викам, кој, како стан? Па така, вика, ако имаш федерација, ти мора да имаш стан. Викам, за? Па вика, стан. Пример, ќе ти дојдат гости, не знам, да ги сместиш или тренер од друг град да има кај да преспие или некој ако имаш селектор. Мислам, такви некои работи се случуваат. Така да тоа е тоа. Ние во моментов немаме ни канцеларија. Значи еве се бориме да имаме барем своја канцеларија која ќе. И мислам дека сме на чекор до тоа. Сега не можеме ние по куќи. Многу пати сум кажал дека Македонија треба да се фокусира на овие индивидуални спортови, бидејќи со многу помоци финанси може да се достигне, да се направи голем успех. Гледаме ние што се случува, нели? Така. Од кај имаме од Олимпијада донесено до сега, освен од боречки спорт. Па и у понова историја, еве за 35 години, у кои спортови ние се докажавме? Само у боречки спортови. Так. Тоа е вистината. Имаме талент, само што немаме услови и финанси за да достигнеме. За да разберат луѓето наши, ние само во овие 6 месеци, колку се? Нема ни 6, 5 месеца. Белгија, Франција,
Словенија 2 пати, Босна 2 пати, Црна Гора, Грција 2 пати. Кај бевме на некој голем турнир? Парис. Франција ја кажав. Кај бевме на европско? Имате слободен лист Европско, на Кипар бевме. На Кипар бевме пред Кипар. месец дена. Аха. Авиони, чуда, хотели, 5 дена таму. Значи ја набројувам у 5 месеца 10 држави. Значи ние секоја втора недела Така. сме негде отидени. Ноќаска се вративме од Сараево. Имате слободна страна на пасошите или се е пополнет? Моја лична карта давам тука за ниско, нема место. За избор. Следнава недела идеме на медитерански игри во Рим. Сега викам, дајте уште Рим да го завршам и доста е. Значи се заморивме. Има ли Каде се во- од септември во кој ќе джи- не фатат пак? Така, во джиу-джитсуто има ли сезона класична или не? Нема сезона. Значи, Нема сезона. турнири сред лето. Ја би рекол, остави ова деца, не сега ја на одмор ќе одам, па ја ги разбирам и нив Да. до овде им е дојдено. Искршиле раце, ноце, глави, све. Си ги осакатил кој криви, кој ја разбирам све тоа. Ја тоа го разбирам, ама не е шахта, не е пинг-понг. Боречки спорт е, боречка вештина е. Затоа сме ние витези, затоа сме ние фајтери. Значи ти излегуваш на Мегдан да се бориш. Ќе го ведеш македонското знаме. Ако не игра си друго, иде си таму, играј си у парк. Трчај си, никој не ти брани. А ако си дал рака, ако си фајтер, ако си витез, повели, дојди да те научиме, не ми кажувај приказки, вака сум бил, така сум бил, дојди да те научиме, излези, представи ја Македонија. Ти сега ми кажуваш таму осмоделение. Остај осмоделение, тоа завршена приказна. Јас сум заборел тоа. Ја ги разбирам младите. Искршила глава, нога, колено, криви, млада е, Да. дечко треба, девојка треба да фати, тој завчера окото волкаво. Све разбирам ја тоа. Све разбирам. Меѓутоа, ете, децата па зимаат стипендии, зимаат, живеат од джиу-джитсата. Тоа не е тајна. Добива опрема, комплетно, до гаќи, до ранци, комплетно. Секој месец зима пари. Зима, стипендија, сериозна стипендија, не 2-3 денари. Значи, живее од тоа. Клубот му помага. Што асистира? Барем кај нас у джиу-джитсата е така. Еве, кој тренер, отворете ги телефоните, еден нека каже, еве го лаже селекторот. Кој тренер не зима пари? Кој клуб не зима пари? Малку ли се, многу ли се, секој ќе земе. Опрема ќе добие. Еве сега комбе се купи. Ни се олеснува. Крупни Значи чекор чекори, по чекор да. се оди. Значи джиу-джитсата зима сериозен зафат. Да, пак ќе кажам, другарите се соочуваат со тежок предизвик, мора денеска на Сабајле да истрча, не му се трча, мора да трча. Вечер мора да облече кимоно штитници, да се бори, мора, тоа е. Кој сака, тоа е, кај нас нема, не смееш да прогледаш, затоа е, меѓутоа они пак ќе кажам, млади се, во септември кој ќе победи? Тој што тренирал летоска. Ние летоска ќе одам на море, оди, ама некој нема да оди. Да. И кој ќе се сретнете у септември, ќе губиш. Значи, Многу спортисти се враќаат со више килограми после Нема, летната тоа е, пауза во тоа е. секој спорт. Да. жртвувај неколку години од животот, направи добри резултати. Па после тргни си у тренерски, у судиски води, направи си сериозен клуб. Имаш субвенции сега, имаш поддршка, Така. имаш грб од министерство, имаш од Европска, од Светска федерација. Може тоа да ти стане животот, ако добро се организираш. А се разбира, треба сега Ката има импресивни резултати. Она у јуниори заврши трето свет. Убаво го отвори Значи, тоа муабетот. Јас во самата најава не можев да ги избројам. Ката е, ќе можеш ли да ми кажеш со колку медали имаш се освоено, кои ти се онака најбитни, најважни? Медали има многу, од меѓународни, од државни, многу има медали. Најзначајни, еве ќе почнам, прва значајна медала може да ми била на светски куп 3-то место. Потоа пак учествувам на светски куп, земав прво место во 2019. Имам вице шампион сум на уште од кога имам сега последно во Париз земав на Гранд При 3-то место, што искрено не очекував. Скршив прст, паузирав, па сум накачила некој кило, па сум изгубила на кондиција, плюс ми е прв ранкинг турнир каде што јас се надпреварувам во сениорска конкуренција. Таму у категорија имав германки, имав французинки, имав
светска шампионка, втора во свет на ранг листа, прва на ранг листа. Најдобрите 10 сениорки од светот беа у Париз. Париз Опен е втор турнир по јачина после светското Така, првенство. значи во светската Jiu-Jitsu федерација има Три три гран три при. гран при. Тајланд, Герман Опен, Париз Опен. Тие се три ранкинг турнири кај што собираш поени за светска ранг листа Така. и Париз Опен го рачунаат како најтежок после поради тоа што е нели сениорски, нема деца, нема кадети, нема пионери, него се само сениори. И онака у Париз као ајде отидеме да видиме што сме, до кај сме, како сме. Да се меѓутоа, прошетаме. успеавме. Да. Со самиот факт што само ние земавме медала и Алексинат зема Така. едно прво место и Кате што зема едно трето место. Немаше други, ни Словенија, ни Хрватска, ни никој друг. Jiu-Jitsu дека поттикнува од Јапонија, така? Да. Веројатно таму се најдобрите борачи? Не. Или? Не? Не. Не мора да значи. Русија доека се бореше, они беа, сега се под санкции. Гледам дека почнаа да настапуваат сега под европско знаме. Не смеат да носат на грбот бек бројката, не смеат да им е Да. Русија, него ЈЈЕУ као Европска федерација, не знам, ЈЙФ, не знам. Светска федерација, они се екстреми. Да, со мечка се бори. Да. Се ти го гледаш и со мечка. Ја го гледам со мечка се бори. Не, одма ти прави некако страф, некако уште објавувам видеоклип со мечка се бори. Лево иде на светско првенство, ја со мене у категорија. Те утепува у појам. Кај ти? Топла вода да има во забањање. Мислам, нели? Да. Лего ќе кршне од тоа летчето и ќе си влезе унатре. Те утепува у појам. Добро, сега има у светот борци, има американци добри, има. Да. Нема што тука. Сега голем е светот, сега афрички шампион, нас ни беше еднаш кога дојден у Скопје. Кој можеше со него, мислам, да се бори тоа? Васиона. Значи веројатно бидејќи се три гран прија, во Тајланд се надпреваруваат најчесто азијските Па има надпреварувачи. да. Европјаните веројатно дека им е доста далеку. И да, ние нешто правиме некои напори да можеме да се појавиме у Тајланд, барем со Кате да отидеме на тоа. Се у Тајланд и светското првенство е. Од 1 до 15 ноември за сите категории е у Тајланд. И сега малку не кине тоа што далеку скапи картите, сега да ги купиш 1500 евра за еден, 3000 евра само авионски карти. Само Кај е авионски, таму 7 така. дена. Мораш Нешто е официјален се. хотел, да речеме тие сите допинг контроли и така натака, да не ви објаснувам. Така да тешок предизвик ќе биде овој пат светското првенство, ако успееме ќе отидеме, ако не ќе се задоволиме со турнири што ги имаме у Белгија, имаме сега европско сениорско, во септември сигурно ќе одиме таму. У октомври, на 5 октомври е Беверен Белгија. Таму ќе одиме Скопје Опен, имаме уште еден турнир тука по Југославија, светското првенство. Така да лани на Крит светското првенство ради прстот што беше скршен го пропуштивме, таа што стана светска шампионка сега у Париз ја тепавме. Колку борби се препорачале во текот на годината? Има нека? Борби, колку поише борби, толку подобро Така? за борецот. Само да нема повреда, ако има повреда, тоа далечува одма фактички Да. 6 месеца, па дур да се вратиш, па дур да почнеш, па Значи, налик на тенисот, тенисот најдобар тренинг викат за тенисот е надпревар. да, утакмиците. Од такмиците, Да. така е и уствари во Jiu-Jitsu-то. Затоа што повеќе посебно затоа што пак ќе кажам, излегуваш на Мегдан. Да. Ти мислиш дека си спремен, да, влегуваш таму, те тепа, а ти не знаеш кај се наоѓаш. Така. Напред полугајте, ту ушите, ќе те тепаќе. Вика, што сум спремен? Ние доживеавме, она 3 години нема врска, немаше пораз. Ние сме барале, кај има добар фајтер да ја однесам да се бори, да изгуби, да се бори да изгуби. И на еден, па исто у Белгија, мислам. Во Белгија беше. Во Белгија дојде до финале со една од Шведска. Швеѓаните се многу добри. Многу се вложува тоа, таков еден сериозен пристап, тоа е нешто фантазија. И доаѓа у финале со едно девојче, исто она тогаш беше јуниорка. Таква фурија не снајде, таков цунами нудри, таков ќутек. Онака баш супер, знаеш, она кате вика 3 години човече немам вака изгубено. Да, ќе изгубиш ваму, ти па ќе се вратиш у репасаж вака, така. Меѓутоа вакво у финале ваков ќутек, Брза загуба, некако во брзо време. И ние знаеш, веќе
тој пораз, Не си свесна што се случило. тоа тепање го искористивме да видиме, дај што се дешава на тој дел од Европа се, кај се родија овие швеѓанки, со што ги ранат, тоа е страшно нешто беше тоа. Така да, во Југославија немаме за жал конкуренција, бараме кај има по турнири додиме, еве сега у Рим за прв пат ќе се сретнеме со некоја, не знам, Индонезија, не знам, нешто дури не знам како се пријавени тие у Рим. Обично у Рим па ќе дојдат германките, па французинките, па италијанките. Сега у Рим нема италијанки. Обично нас тек тук се среќава со италијанки. За наша среќа италијаните не ни се проблем никаков за да ги победиме. У Дженова бевме, исто у Италија, у Дженова бевме се боревме. Тие се некои ранкинг турнири што ги бркаме за бодови. Сега во на сениорската ранг листа е 13. Ама и е прва година, се она до 35 години е сениор. После ако даде Господ у мастерс. Така како се бодуваат? Како се бодува џиу-џитсуто? Па зависи за која. Дали се пренесуваат од година во година бодови? Вака сега. 75% е првата година, 50% е втората година, 25% е третата година и 0 е четвртата година. Значи и така и у другите боречки спортови. И у теквондо е така, и у џудо е така. Процентите плюс минус, меѓутоа ти не можеш сега си, не знам, прв на ранг листа и готово, доживотно тоа ќе ти биде. Не отиди на 2 турнира, одма на следното рангирање ќе паднеш, затоа ние имавме една желба на светските игри во Кина се оваа година, сега летово да настапиме, пошто џиу-џитсуто не е олимписки спорт, меѓутоа е во рамките на светските игри. А светските игри се олимписки игри за неолимписки спортови. И таму не може, например, како на Олимпијада у категорија 80 луѓе. 80, не знам, џиу-џитсу. Не. Само првите 8 од светската ранглиста. Во карате, во кикбокс, во џиу-џитсу, во неолимписките спортови. Језда на светските игри има и борење, и џудо, и теквондо. Меѓутоа идат само првите 8. И сега ние лани преклани, тие се одржуваат на секои 2 години. Преклани имавме само еден каратист. Само он беше на светската листа у топ 8. Многу е тешко сениор да бидеш ти у првите, у топ 10 да бидеш у светот. Тоа е достигнување невидено. И со Кате, пошто знаевме дека 2025 ќе дојде до сениорка, почнавме уште у јуниори да ги бркаме тие бодови. Ја пријавувам у сениорски турнири, освојуваме медали, имаше и победи, имаше и порази. Светските игри ги објавуваат категориите, нејзината категорија ја нема. Само 3 категории, првите 3. 5-6 6 6-2 и нешто така, 6-9 или не, уствари тргаа 6-2, 6-9, 7-7. Тие 3 само ги одбра и тука ние се вративме да се бориме во јуниори, пошто беше глупо. И додека се враќавме, успеавме да дојдеме до трети на светската ранглиста. Мислам дека ќе избиевме и втори, па може и први, ама ги изгубивме златни бодови. Сега веќе на таа ранглиста е падната за неполна година дена на 8-9 место, тоа више не ни важно. Од таа листа ќе исчезне после 2 години, пошто не може да се врати назад, може само напред, ама у сениори па сега со Парис Опен од 17 дојдовме на 13, зашто направивме едно многу големо изненадување. Значи најважно е да се посетува што повеќе турнири. Ранкинг. Да. Ранкинг, овие да речеме низ Југославија. Да се собираат бодови. Не се ранкинг турнири, се на европски календар. Ама не можеш да собираш бодови. А овие што се балканско, европско, светско и гранд прија, тие се што собираш бодови. Сега коштаат многу пари. Да. Стварно коштаат многу пари. Не можеш да отиде, мора со авион, мора официјален хотел, мора допинг, мора. Има ли котизации? Има 150 евра котизација. 150 евра котизација. Не може без котизација. Така. И така да 13 е во моментов, мислам дека сигурен сум дека ќе одиме нагоре, тука нема дилема. Така да со Господ напред ќе видиме што ќе се случува. Во Парис направивме спектакл. Кој ја расчуна Македонија за медала, мислам таму изненадување. Сега дека тенисот го спомнавме, па ја ќе се надоврзам. Исто и во џиу-џитсуто има носители на листи. Значи не може првиот и вториот да управо коло да се сретнат, па еден да испадне, не може тоа. Тие се во два различни краја така од е, жребот. Горна страна ти се носителите на листи, долна страна ти се
тие што се помалку Да. рангирани или не рангирани. Фактички полуфинале и финале да дојдат, Пак на јаките. значи да дојдат на јаките, да се види стварно кој е најак, не може првиот и вториот. Така да Кате, пошто е послабо рангирана, беше 17-та, се падна со втората во свет германка. Првата борба и ја изгуби, мислам ја изгуби. И изгуби без везе. Појше што се исплаши, што и даде многу преголем респект на Неискуство, германката. Води цело време, води, на крај губи. Добро, не е битно тоа, после тоа се вративме у игра, па тепавме две французики, доавме за трето, доаѓаме со светската шампионка. Исто германка Сандер Лоте, укрит кога требаше да се борат на светско првенство, Кате ради раката не се бори, таа станува светски шампион. И ете ја Кате пак со трема, со неверување, со така малку со скептик, ама ја победи. Не беше доведена прошто. Кате имаш трема пред борба? Трема до небо. Имам трема. Секој спортист има трема. Тој што вика дека нема трема, лаже. Так. Џоковиќ има кажано вака на некој интервју дека и он до ден денес што е олимписки шампион и све што има да се состои, па и тој има трема. Нема некој што нема трема. И Значи страв. имаш трема, ама имаш и страв? Па, страв. Имаш. Тоа е, да речеме, страв. Страв од неуспех, Од разочарување, Да. да. Од да разочарам државата, да Имаш, речеме имаш страв, Македонија. имаш. Има страв. Сега у Париз борбата со германката првата ми се тресат ноцете. Така беше. Така беше. Беше така. Беше така. Признавам. Како ја опушташ пред борба? Нема што, Имаш нема што, нека разговараме тактика? тоа. Не, па имаме, ние прво гледаме со кого се бориме, ги гледаме колку што можеме нели да видиме. Има видеоанализа? Статистика има на спорт дата, нели, Да, во џиу-џицуто за секој борец кај бил, што освоил, кој е на ранглиста, гледаме. Аха, била во Абу Даби, да, тоа место толку победила борби, толку изгубила. Сето тоа се можеме да го испратиме онака, да направиме некоја почетна стратегија и тоа е. Стратегијата е фактички правењето на стратегија и разговорот како да се води борбата, како да се почне, како ги броиме борилиштата, например на Европско првенство во Румунија, борилиштата беа помали. Аха. 6 на 6 со 2 заштитна зона. Одма тука те ремети. Така. Она е голема, малку да се повлече иде во Да. бега од борилиште. Така. Значи тука правиш па друга стратегија, така да мислам дека разговорот за како да се води борбата е тоа опуштање. Така, мислам дека она тогаш се концентрирува на она што го разговараме, па го пратиме противникот. И до загревање гледаме како што најмногу загрева, Да. па некои борби ако успееме да гледаме, така да... Меѓутоа, пак, ете, од германката пак изгуби. Сакам да речам, борбата добро ја водеше и 5-0 поведе и сега да не ви објаснам, да не ве замарам, меѓутоа, на крај на борбата изгуби и Кате вика, па ја имав шанса. Па тоа ти кажам ја цело време. Тоа ти кажам цело време. Сега викам идеме, готово, почнуваме од нула, затоа што, да речеме, на Олимпијада има правило, ако изгубиш првата борба, од тој што си изгубил, треба до финале да стигне, за ти да идеш репасаж. А кај нас па има правило, првата борба ако ја изгубиш, сите до крај мора да ги победиш, за да земеш трето. Така. Трето, веќе за прво и за второ ти си избришан. И така да и тука е притисокот многу голем. Сега, Затоа првата борба најбитна. првата се. борба е многу битна. Знаеш, прва е битна, првата ја Само победуваш. добро за се, да. Веќе си во игра за медала. Сега си во игра, ако ги изгубиш другите Да. три, ништо. Меѓутоа тешко е сега, вие во рокот 3 сата, 4 борби да имате, тоа е страшно во тие професионални борби, една имаш у 6 месеца да речеме. И то таа борба може да трае и 5 секунди, 10, 15, нокаут готово, полуга готово. Овде не е готово, пак мора да станеш. Да, можеш да ја предадеш, ама што фајтер си ти ако ја предадеш борбата? Па боле да не едам, сум се дигнал сега до Германија, за ти да ми предаваш борби. Значи сакам да речам 4 борби ние во Париз имавме во рокот 2,5-3 сата. Тоа го знаеш ти унапред колку си. Првата ти у 12:10. Втората ти у 1:47. Третата ти да, тоа е се во ред, да одмориш да. Ако треба масер, ако треба физиотерапевт да влезе, па и ако ти треба и психолог да те Да. поддржи. Меѓутоа пак е пеколно темпо. Така. Финалињата се секогаш после 5-6 само финалиња се одржуваат. Така да тоа е тоа.
Споменавме дека џиу-џицуто не е олимписки спорт, док има ли идеја да стане џиу-џицуто дел од олимпијадата? Па ние се надеваме, тоа све преку Абу Даби иде. Сега таму е седиштето на Светската федерација. Во џиу-џицуто се вложува во тој спорт како никогаш до сега, значи навистина шииците таму се многу заинтересирани за овој спорт, ангажирани најдобрите тренери од цел свет. Предмет во основните училишта им е онака, светско првенство кога има во Абу Даби, тоа е празник за очи, тоа се вар системи, тоа се спектакли, тоа се најдобрите хотели, 7 звезди, а ефтино, поевтино него у Европа да е светското или било каде на друго место. Така да не би можел нова да кажам ништо со сигурност. Јас се надевам дека еден ден ќе стане олимписки спорт, па макар и ја да не го дочекам, тоа е децава нека го дочекаат, само да се успее. Пак ќе се навратам на џиу-џицуто во Македонија. Колку деца се тренира џиу-џицу? Па ние Има ли нека бројка? ние околу 300 деца. Негде се околу 300 деца. Колку клубови има? 9 клубови сме, Така? 7 работат баш на активно, 2 клуба сега се сега. Лани се регистрирани. Почнуваме да ги пратиме како работат. Ајде да бидам поблаг во изразот, да им помагаме. Ете, да го советуваш со тренер, да го советуваш тоа како функционира и така натака. Дејно спорт, мислам дека едниот веќе зема, едниот чека. Да. Сега тоа некои проверки поминуваат, нели, филтри низ министерство, контроли, инспекции и така натака, меѓутоа немаме никакви пречки, стручни лица имаме. Да. Многу важен момент е тоа. Деца, како што ви кажав, сега не е некоја бројка, сум имал прилика у министерство разговарам. Далеку сме ние од овие екипни спортови. Меѓутоа, кажете ми боречки спорт што може да се пофали. Се нели подкаст, па можеме да разговараме. Што може да се пофали, не знам со какво членство или не знам колку отишле на европско првенство. Колку отишле на светско првенство. Ајде. Веќе имаме и друг, ќе имате и друг гостин. Колку? 20 луѓе однесе на светско првенство и он однесе 20. И он однесе 30. Па има боречки спортови може да сонува да оди на светско. Да сонува само може да оди на светско. И на европско колку однесе? 3, 2, 3, 5, колку? Колку однесе? Не може. Нема. Сакам да речам, многу е тешко сениори да се направи. Ние сме задоволни, порано ќе бидам многу искрен. Онака многу јако се боревме, дајте клубови, дајте кадар, дајте семинари, ќодиме, ќе носиме тука, од страна носевме тренери, имавме светски тренер тука работеше со нас, Мишел Ван Рајт, он дури него му признаа негова дисциплина во рамките на Светската џиу-џица федерација. Мислам, човекот е научник за боречки вештини. Така да, он беше лично у Скопје, тука тренираше со нас и така натака. И ние бевме многу посветени во тој дел. Дајте клубови, дај да се расшириме. Сега некако тоа ни опадна. Концентрирани сме во последниве, можам да кажам, мислам дека Кате ќе ме разбере или ќе ме поддржи. Концентрирани сме повеќе на репрезентацијата. Да. Затоа што да не кажам кој како ми кажал да не ја ширам многу темата, вика, не ми требаат 100 деца, едно ми треба. Или 2. Дај ми 2. Не ми кажувај ти колку имаш рекреативци. Да. Дај ми 2, што ќе ги носиш у Париз и ќе земат медала и ќе го развијат македонското знаме. И ти кој ќе се вратиш у Македонија ќе кажеш, да, ја бев на Гран При, земав или бев на европско, земав трето, второ, прво. Бев на балканско, земав 10 медали, 3, 2, 5 медали. Не ми кажувај ти на водно у сабота со кој ќе одиш. Затоа што ние можеме сега да отидеме у сабота на водно, ќе се собереме ние, џиу-џицу, идеме кондиционо, нели така? Сега, кој може тука тебе да ти води? Ти можеш да одиш 10 години на водно секој викенд, дај ги резултатите вака на ливче, па ја немам. Како ти, што, џабе одиш на водно? Да. Спортски работник си, многу добро ме, нели? Да. Значи он ти вика, дај ми ти ме, не ми каже 100 души имаш. Ја имам 80. Ја имам 70. Па, добро, дај Боже, ти си значи добар педагог. Си ги тргнал тие деца од улица. Да, ама тоа е друга една гранка. Се од овие 70, дај ми ти мене 5, што ќе ти бидат
борци. Зашто тој успех ќе донесе и други деца и Така ќе биде е, се така е. Ние сега од Сараево носевме 3 нови деца, што прв пат настапија на турнирот, да бидам поточен во Јахорина бевме. Вчера на тренинг, ете ги 3-4 деца. Тренеру следен турнир кога е, значи тоа дете таму кажува, па слики покажува, па трето место зема девојчето. така. И така, Таа реклама тоа е вистината. Ние да кажуваме некој број 1000-2000, немаме намера. Немаме ни потреба. Немаме потреба. Ние сега можеме да се пуштиме по сите основни училишта во Скопје, да земеме ли термини, да поделиме ли флаери, не знам, да пуштиме некоја платена реклама. Немаме потреба, можеби тоа ни е малку и мана, пиар никаков. За жал, можеби треба да имаме малку појак пиар, Инстаграмот да грми, Фејсбукот да грми. Тоа ние го немаме. Прво немаме време. Секој викенд негде отидени. Второ немаме такво познавање. Дали ја да бидам тренер, дали да бидам, не знам, додам по други градови, селектор, дали да бидам возач, дали да бидам ја доктор, го болело стомак, дали да бидам... Не може. Значи ти треба некој што ќе го работи, да речеме само пиар. Нека биде и платен и нешто, меѓутоа тоа е. Вистината е таа, меѓутоа ние сме задоволни. Сега сме повеќе на репрезентација посветени. Каде да го тргнеме џиу-џицуто, имаш посетено многу земји, имаш ли време да уживаш туристички во тие градови? Најчесто кога патуваме сме по 3-4 дена. Првиот ден ќе стигнеш си уморен од пат. Ќе прошеташ, ама нешто у близина. Па мерењето ти е тој ден, па утре дента се борбите тараат до покасно. Па дај Боже до финале да стигнеме, па чекаме финале до покасно. И има време, само ете, не идеме баш толку туристички, поиш идеме на така да одиме медала да земеме. Кои се твоите цели и планови во војнина? Бидејќи 2 светски првенства ги пропуштив, сакам да одам на светско првенство, сакам да земам медала. Не мора да е прво место. Така медалче, нека се појави македонското знаме. Некаде за оваа година на Тајланд ќе видиме што како што кажавме, многу се скапи картите. За следна година. За светски првенства се е против нас. Имаше една песна од Белодумно. Се е против нас. Отидовме у Казахстан, не вратија поради невалидна виза, имавме 300 проблеми. Стигнавме у Казахстан, не вратија во Истанбул. Крит скрши рака 7 дена пред Крит. Сега Тајланд далеку, можда ќе отидеме, можда нема. Ви посакувам среќа, да биде среќата на ваша страна овој пат, да го развивате македонското знаме што почесто на подиумите ширум светот, не да биде само во Европа, што подалечни земји, што повеќе светски шампионати и зашто не и Гранд При, сите 3 Гранд При злато и медали од сите 3 Гранд При. Ви благодариме и на вас, вака што не поддржувате на било кој начин. Тука ги видиме сега во вашата телевизија. Така често испоштувани, ви благодариме за тоа и што го промовирате и спортот, и нас како тренери, како борци. Јавна благодарност. Фала ви на вас на гостувањето и на убавиот разговор, а вие, драги гледачи, бидете со нас и следниот понеделник. Пријатно.